Добар ден, убав ден. Денеска 10 часот и денеска заедно со вас со новото издание на Алфа Ординација. Тоа е нашиот секојдневен поздрав кој што почетно го испраќаме во овој момент и ве покануваме како и секој ден, така и денеска да бидете заедно со нас во нашето следно издание. Морам да споменам дека ова издание на Алфа Ординација ќе биде особено важно и ќе има доста важни информации за оние кои што се идни мајки, кои што чекаат принова или пак веќе имаат малечки бебиња дома, кога зборуваме за тоа што значи навикнување или учење на нови работи и прилагодување на најубавата улога во животот, а тоа е да се биде мајка, треба да се знаат и повеќе работи околу доењето, меѓу другото, и колку е важно мајчиното млеко. Затоа ја насловивме нашата тема денеска: мајчиното млеко, незаменлива храна за вашето бебе, но тука постојат еден голем број прашања кои што ги имаат мајките, оние кои што се соочуваат за прв пат со таа улога и оние кои што се разбира може би имаат и повеќе дилеми за тоа што и како би требало да направат, па се јавува може би некој чувство на страв дали доволно добро го прават тоа и дали може би некаде нешто изостануваат, но тоа е веројатно нормална и природна работа, тоа ќе позборувам во продолжение со мојата гостинка, но исто така ќе споменеме и за, како што кажав, важноста на мајчиното млеко, техниките за доење, кога и како треба да се воспостави првиот контакт и се разбира понатаму во првите месеци од животот на вашето бебе или од животот на новороденчињата. Во Алфа Ординација денеска новаа тема зборувам со Наташа Џамбазовска, која што е медицинска сестра и едукатор за доење во болницата Аџи Сестина. Добар ден за вас, Наташа, и добро дојдовте кај нас. За прв пат сте кај нас и верувам дека ќе ви биде пријатно. Добар ден и на вас и на сите гледачи на Алфа телевизија. Да, прв пат сум. Се надевам дека ќе ни биде пријатно дружењево. Така. Со оглед на тоа што вие сте и едукатор за доење, ќе слушнеме многу важни информации од вас во следниот еден час. Ние во минатото и во многобројните минати изданија, кога сме зборувале на теми посветени за таа за родители, како би рекли, или особено она што е важно да го знаат мајките, сме зборувале и за доењето, но никогаш не е на одмет да се потсетат овие работи и да се потенцира што е важно во овој дел. Ќе ви се благодарам што имам еден примерок на бебе, каде што ќе можеме убаво да покажеме посликовито како тоа изгледа. И на почеток воведно ќе подобјасниме што всушност представува доењето. Така. Да, точно. Добро е да се потсетуваме со оглед на тоа што секогаш имаме нови мајки и нови бебиња и нормално дека им треба секако помош во почетокот во врска со доењето. Да. Јас мислам дека една од најбитните животни улоги на една жена, освен тоа да стане мајка, дека секако е да го воспостави редот на доењето. Оваа година, значи од 1 до 7 август е неделата за поддршка на доењето. Да. Оваа година беше мотото да се поддржат мајките во процесот на доење. Иначе мајчиното млеко е природно направено, природата го направила така да е најдобар избор за едно новороденче, не само заради нутритивната моќ за растот на самото роденче, него и за подобар имунитет во текот на животот. И многу е битно бебињата што се дојат да бидат на мајчино млеко, за да се воспостави подобро здравје, што е многу битно не само во почетокот на животот, него и понатаму во текот на понатамушниот живот. Тоа е така направено да во својот состав има многу протеини, масти и најбитно од се е што во првичното млеко колострумот, што се јавува во првите неколку дена. Тоа е богато со антитела, што се многу битни и практично представуваат како пасивна имунизација на самото детенце. Тоа е полно, значи, со антитела што ќе го штитат од многу инфекции во текот на животот. Незаменливо е, значи, мајчиното млеко. Има многу адаптирани млека што се многу блиски, но секако велиме дека мајчиното млеко е идеално за нормален раст и развој на едно новороденче. Да.
Често пати се зборува дека она што е важно и всушност на кое што вие сега го кажавте е дека доењето е еден вистински начин за почетокот на животот на новороденчето и создавање на имунитетот кој што понатака ќе го штити од вирусни и различни видови на други инфекции. Природата си ја прави својата работа и многу е најдобро кога тоа се случува на природен начин. Но секогаш кога пристигнува новороденчето и е прво во семејството или и прво за мајката се разбира како прво искуство, се поставуваат голем број прашања за тоа како и што треба да направи токму во тие први денови. Сега кога се создава тој прв контакт помеѓу новороденчето и мајката, што е она што треба да го направи мајката при почетокот на доењето со надоаѓањето на млекото или кога надоаѓа исто така млекото? Така. Па и ве ќе спомнам во нашата болница, верувам и во другите болници дека е така слична. Значи, виднаш од кога ќе се роди бебенцето, доколку е родено на природен пат или спонтано, тогаш нашите колешки акушерки веднаш пробуваат доколку се чувствува добро и мајката и детенцето да го стават на града. Тој прв контакт меѓу мајката и детето велат дека е незаменлив и никогаш не може да се заборави. Да. Доколку е бебенцето родено со царски рез, во одредено време мајката останува на оделот за интензивна нега и кога ќе ја префрлат во соба, тогаш ние го носиме бебенцето и исто така пробуваме да го ставиме на града. Сега тоа вака многу изгледа многу лесно како по книга, но не е така едноставно. Иначе рефлексот за цицање кај бебињата се создава негде после 35-та недела во текот на бременоста, меѓутоа доењето представува една вештина што треба да ја совладаат и мајката и детето, практично да ја научат. Така да првите да речем 10 дена до 2 недели се многу битни за да се воспостави тој однос на успешно доење помеѓу мајката и детенцето. Сега во нашата пракса, да речем, и на тие едукативни предавања што ги држиме во нашава болница и нормално во секојдневниот контакт со мајката, неколку прашања ги мачат, што треба да направи за да биде успешно доењето, што треба да направи за да надојде млеко и како ќе знае дека бебето е нахрането. За да се воспостави тој процес на успешно доење, има неколку, да речем, услови. Најбитен и најважен и единствен е тоа да мајката биде цврсто решена и убедена дека ќе сака да го дои сопственото дете и дека таа е единствената која може најдобро да го нахрани своето детенце. Значи, првенствено мајката да биде опуштена, смирена, да не се плаши, да не биде под стрес, да има голема поддршка од околината, од семејството, од нас медицинскиот персонал, посебно медицинските сестри, што сме вака во најблизок контакт во првите денови со мајката и да завземи правилна и добра положба, значи првенствено да ја биде неизе удобно сместувањето за да се отпочне тој процес на доење. Прашуваат што треба да направи за да почне да надоаѓа млеко. Значи, честото ставање на бебенцето, практично бебето е најголемиот стимулатор, ќе придонесе за да надојде побрзо млеко. Значи, или кога ќе се порадат, веднаш кога ќе ги однесиме бебињата, велат, ама зошто да го ставам, јас се уште немам млеко. Па викам, баш заради тоа, значи бебето треба да направи за да надојде млеко, практично при самото ставање на бебето стимулира да се лачат хормоните пролактин и окситоцин, што се битни за да почне да надоаѓа млеко. Исто така, што треба друго да прават мајките за да дојде побрзо млеко, освен тоа да бидат смирени, да не се плашат, да бидат одлучни во самиот процес на доење, дека ќе го дојат, освен ова да го стават често бебенцето на града, треба да пијат течности, да се хранат калорично. Во почетокот велат дека немаат баш многу апетит, но
секако да внесуваат, не мора да биде количински обемно, како што ви каза 20 да јадат, не, но да внесуваат протеинска исхрана, калорична, тоа ќе придонесе и секако одморот во периодот кога бебинцето спие и мајката да одмара да спие. Многу да не се споредуваат со другите, затоа што еве како податок многу интересно, нели повозрастните знаат да кажат јако или слабо млеко, не постои таков поим. Значи може да има само малце или многу млеко, но тоа мислам вака која ќе добие таа информација мајката многу убитачно делува и ја руши само довербата, значи да не се обесхрабруваат, да знаат дека квалитетот на млекото е ист. Можат да се советуваат со други, да не бидат под притисок, да не се врши притисок на мајката, значи само поддршка. Некогаш не е спремна се уште мајката одма веднаш да почне со процесот на доење, оти мајчинството не е така лесна одлука, така да првенствено и треба многу време, под импресија, под емоционално е по мајката поранлива, затоа и треба секако поддршка, но не и притисок во самиот процес на доење. Да, особено како видиме доколку прв пат се е веќе во таа улога, можеби за второ или понатаму трето дете веќе некои работи се и повеќе познати, иако исто така вела дека секоја бременост е различна и нормално постојат и различни бебиња, но сепак кога прв пат се соочуваат мајките со таа улога, имаат и многу прашања или пак се чувствува и таа несигурност која што некогаш може и лошо да влие, но затоа пак постојат вакви едукацијски предавања, меѓу другото и вакви емисии, каде што ќе можеме и да ги едуцираме, но истовремено и да дадеме поддршката во однос на тоа што го прават, дека тоа е впрочем вистинскиот пат, но дека треба трпение и дека треба време. Јас верувам дека во овој момент оние кои што не следат или дел од нив се можеби и мајки со бебиња, така што доколку имаат прашање ќе можат и да се вклучат и да го постават своето прашање. И сега она што е исто така важно е положбата на доенчето, значи која е положбата која што треба да има мајката, која е положбата која што треба да има доенчето. Она што може би исто така застрашувачки е за мајката е тоа дали велиме дали има млеко, но и колку детето се е нахранило или колку е сито, како тоа да го знае, колку време треба да има од еден до друг подој или колку тоа млеко го држи детенцето, бебенцето сито до следниот подој. Така што сите тие работи се особено важни, бидејќи во првите месеци во животот на едно новороденче килажата се мери на месечно ниво, нели? И тука се гледа всушност колку самото новороденче напредувало. Така. Да, правилната позиција за доење е клучна во целиот процес да биде успешно доењето. Првенствено е битно исто така да не осеќа мајката, често се случува да се појават рагади и болки. Дури некогаш може да потече и крв од брадавицата и во тој случај мајката нормално дека се плаши и понекогаш ќе одбие да продолжи со доењето. Битна е и за да позицијата за да ја фати убаво брадавицата, бебенцето и пола од ареолата, за да биде успешно доењето, затоа што бебенцето може само да ја држи брадавицата и да не извлекува млеко. Значи, од која ќе се воспостави тој прв контакт, нели, која ќе го ставиме бебенцето, не секогаш веднаш почнува активно да цица, некогаш му е потребно неколку часа или ден или два, зависи од тоа во која недела е бебенцето родено, затоа што бебињата што се пред време родени, кај нив инстинктот за цицање не е толку многу развиен и му треба повеќе време за да почне за да цица. Сега има неколку вака положби. Првично во почетокот, посебно ако е детето родено со царски рез и нормално мајката не е толку мобилна, што значи не може многу да маневрира со детето да седи и во тој случај ја препорачуваме положбата легната или полулегната на страна во првите денови, се додека мајката не се почувствува подобро, за да може да го држи
во седната положба да продолжи да го дои бебинцето. Значи, во таа положба, да си земам бебинцева. За да можете така да видиме како изгледа. Така. Затоа и е тука. Да. Значи, во полулегната положба или скрос легната, се врти малце на страна. Ние го ставаме бебинцето од страната од каде што мајката е завртена и секогаш во било која од овие положби бебето треба не само со главата, него и со целото свое тело да биде завртено на кај мајката. Мајката не треба да ја доближува до бебето бредавицата, него самото бебе треба да го доближи до градата на мајката. Значи во тој случај, бидејќи во почетокот нормално е тешко, тука сме ние медицинските сестри да ја помогнеме на мајката, значи го ставаме од таа страна од каде што е завртена и со едната рака, значи го придржуваме секогаш кај вратчето, го позиционираме на кај мајката и ја доближуваме главата на кај градата. Постепено помалце, нели, ја доближуваме брадавицата до устата на детето, за да го стимулираме да ја отвори, бидејќи за да биде добро и успешно доењето, треба убаво да ја отвори бебинцето устата, практично долната усна да биде нанадвор отворена и брадавицата и пола, да не речам цела ареола, треба да биде во устата на детето, доколку е поголема ареолата, тогаш пола од нејзе. Значи го доближуваме, постепено ја отвара устата и ја прифаќа брадавицата. Не е така лесно, мислам, ова не тече баш така веднаш да почне да ја отвара устата, му треба малце време. Значи прво ја доближуваме, па постепено ја отвора, па потоа можеби да ја отпушти, значи затоа во почетокот на мајката и треба помош од нас, медицинските сестри. Многу е битно, значи, брадавицата да биде над јазикот, значи доле да биде јазикот и да не биде право, него скроз длабоко да биде во устата на бебенцето. Сега исто така и ритамот на доење не е, треба да го воспостави мајката ритамот, значи тоа ќе почне да цица и после повеќе ќе спие отколку што ќе биде будно. И затоа и велиме, значи ќе го после од кога ќе се фиксира детето за градата, ја зима мајката градата со раката, со другата рака, 4 прста под градата, а палецот во висина на носот и практично со едниот прст го потсетува на брадулчето да биде активно цело време, значи 5 секунди одмор, да се одмори, па го потсетува. 5 секунди одмор, го потсетува, практично така треба да се направи ритам на бебенцето. За потоа тоа само веќе да знае. Да, потоа и секогаш им велам, еве еден ден малце ќе се помачите и веќе следниот ден бебето ќе знае како треба тоа да го прави. Втората положба што е вака вообичаена положба, тоа е положбата на колевка. Значи главчето лежи во внатрешноста на лакотот, со целата рака го држи бебинцето, а со другата исто така свртено на кај скрос, не само главчето, значи целото тело да биде свртено и хоризонтално на кај мајката. И со другата рака фаќа градата, 4 прста доле и палецот во висина на носот и повторно го потсетува. Во оваа положба многу често бебињата ја движат главата наназад, па и често ја отпуштаат брадавицата и при повторното фаќање може да ја фатат на пола и практично тогаш најмногу настануваат рагадите и тие се болни за мајката. Доколку кога ќе се стави почнува многу да боли, значи треба да се прекине, не да се продолжи со доењето, него да се прекине. Друга положба, тоа е положба на вкрстената положба, што вака јас често ја практикувам кај деца што не можат убаво да фатат и да се фиксираат. Значи исто така е свртено на кај мајката хоризонтално, да кажам и тоа дека многу во ова местење ќе им помогне на мајката да
имаат перници, значи да си го подпрат детето или тие првенствено треба удобно да му биде седењето, исправена да биде, опуштена, да не биде згрчена или згрбавена, затоа што во тој случај ќе почне да почувствува болки во грбот, во вратот, па главоболки и тоа е исто еден услов да се откаже од доењето. Значи првенствено да ја биде удобно на мајката, па тек после да го местиме детенцето. Значи таа вкрстена положба е со другата рака, го фаќаме вратчето на бебенцето, цврсто го држиме, практично ние го контролираме, а со другата рака ја фаќаме градата и постепено исто брадавицата се доближува до устата на бебенцето за да ја отвори, практично да го измамиме, што ми се рекло детето, да ја отвори устата убаво и да започне процесот на доење. Значи со ова рака убаво целосно си го држи. Во овој случај би требало да има тука вака перница, ќе помогне на мајката, ќе биде поудобно. И исто така има положба близначка, таа некогаш се преферира кај близначиња за да може во исто време мајката да може да ги дои. Значи исто така ставаме од едната страна перница, па бебето го подпираме и практично како подпазува го зимаме, го држиме вратчето убаво со едната рака и со другата рака ја фаќаме градата. Секогаш им викам на мајките во почетокот да ја држат градата убаво, затоа што може да ја отпушти бебенцето и повторно да ја фати неправилно, да почувствува болка и да не е ефективно цицањето. Значи, многу често исто велат кога ќе има уште една положба, таа е положба која ретко се користи, кенгурска положба ја вика, значи мајката е легната и бебето над нејзе и обично таа положба се користи кај поголемки деца, меѓутоа многу ретко. Сега, исто така кога ќе се појават ако се појават брдавици, се појават рагади и мајката вели тогаш да престанам да го дојам. Но ние не советуваме така. Значи, еве и на тие предавања едукативни прашуваат дали треба некако да се припремат во текот на бременоста, да ги припремат градите за доење. Може да ги мачкат со било која ланолинска крема, таа многу ќе им помогне, не е штетна за бебето, не треба да се измива после мачкањето и може да си ги масираат брадавиците доколку се вовлечени. Оти има мајки што имаат вовлечени брадавици и нормално дека овој процес на доење малце оди потешко. Така може да се припремат во текот на бременоста. Сега доколку се појават во почетокот на доењето тие рагади, исто така им советуваме после подојат да се мачкаат со ланолинска крема или може да си малце да извлечат од млекцето, па да си ја намачкаат градата, да ги сушат, да бидат отворени градите, да не се допираат и затоа во почетокот советуваме подојот да трае кратко, пократко, за да се стимулираат и двете страни да надојде млеко, но и да не дојде до појава на рагади. Доколку и тоа не помогне, значи се уште е воспалена брадавицата, тогаш да речиме, ќе кажеме на мајката, неколку часа ќе го одложиме доењето на таа града, но не со денови воопшто да не цица бебето. Или ако е веќе надојдено млекото, за да не дојде до застој на млекото, тогаш рачно малце да се подизмолзи, да се ослободи градата, типа да не настане некој друг проблем како појава на мастит или изгручување на млечните канали. Иако и тоа не помогне, значи се ќе направиме за да не се прекини процесов на доење. Тогаш и препорачуваме на мајката да го дои бебенцето со силиконска брадавка. Тие се вештачки и се од тенок силикон и се приспособуваат на обликот на градата. Се додека не заздрави убаво брадавицата, па после тоа може да продолжи да го дои без силиконска брадавица. Исто така ја препорачуваме доколку неколку пати или ден-два не може бебето, ако е рамна, израмната брадавицата и не може да се воспостави никако тој контакт, тогаш исто така и тогаш советуваме
да се проба со силиконска брадавка, не да се откажуваат веднаш. Значи, пак ќе кажам, процесов на доење е тежок, треба многу трпение, но е најдобар, еве ќе кажеме и понатаму. Да. Не само за детенцето, него и за мајката. Нема подобар начин на исхрана на едно бебенце. Затоа им велиме дома, кога ќе си одите, бебето спие и вие спиете, одмарете и практично првите 10 дена до 2 недели, единствено што треба да правите, освен доење, се друго што е поврзано со бебенцето околу негата, околу бањањето, пошто кај нас исто ги едуцираме околу бањањето на бебенцето, да не се толку вознемируваат ако не го избањаат правилно, затоа што првенствено да се посветат на доењето, затоа што првите 10 дена до 2 недели се клучни за развојот на бебенцето, да напредува во тежина. Кога ќе видат дека бебенцето на првата контрола напредува во тежина, тогаш ќе се ослободат и тогаш и повеќе ќе надојде млеко, бидејќи мајката тогаш ќе биде навистина сигурна дека ете успеала да си го нахрани своето дете. Да, значи тој психички момент е многу важен кога зборуваме и за сигурност и самодовербата која што треба да има мајката во однос и на доењето, но и таа сигурност која ќе види дека нејзиното дете, односно нејзиното бебе напредува онака како што треба. Само едно потпрашање во однос на и на позициите на доење во текот на вечерта, бидејќи нели по неколку часа, обично велат на 3 часа дека горе-долу тоа е границата. И вие рековте во зависност од тоа како темпото ќе го воспостави мајката, бидејќи има бебиња кои што во моментот кога сакаат да цицаат, цицаата тоа може да биде и помалку од 3 часа, но е да речеме нека оптимална временска дистанца од едно до друг подој. Да, и за тоа ќе зборуваме, ќе кажеме. Да, се 3 часа ќе кажете, се разбира повеќе вие во продолжение, но во однос на позициите оно кој што ми беше прашање во текот на вечерта, многу мајки бидејќи се уморни во текот на денот, па и во текот на вечерта, а треба да стануваат неколку пати, практикуваат и да го дојат детето во лежачка положба. Сега колку е тоа правилно, колку е пожелно, колку треба, а колку не, и колку вие препорачувате да тоа биде во овие позиции кои што претходно ги споменавме? Добро, подобро е нели да го дои во седната положба, меѓутоа понекогаш се навистина уморни, затоа што бебињата не разбираат што е ден, што е ноќ, практично можеби цела ноќ мајката да седи со бебенцето, а во текот на денот да биде попоспано. Меѓутоа ноќното спиење знаеме сите дека е многу битно за сите нас, така да и треба нели нормално одмор, доколку го дои во легната положба. Ние советуваме секогаш да е со придушено светло, значи не да биде скроз темно, да може да го посматра бебето, и пожелно е тука негде да има да биде, речем, и другиот родител или член од семејството, бидејќи во денешно време има мајки што се одлучуваат да бидат самохрани мајки, и ја вака ги поздравувам, пошто за тоа треба многу храброст. Така да секогаш да има некој тука за да нормално да биде уз мајката во прво време или првите 2-3 недели, да речем, после тоа веќе мајката ќе си се ухода и практично велат кога ќе спием, велам сега понатаму никогаш нема да спиете како претходно, затоа што едноставно и да заспиете ќе се будите во текот на ноќта да си го видите бебенцето. Тоа е инстинкт што го има секоја мајка понатаму во животот. Така да сепак да бидат предпазливи, нели, со светло да го дојат детето, не скроз во темно, за да не заспиат ако веќе навистина не можат во седната положба да си го подојат детето. И се околу колку треба да траат подоите и кога е така помеѓу еден и друг подој. Значи секогаш во почетокот велиме слободно доење, значи секогаш бебето кога ќе посака, тогаш да се става на града. Во почетокот, да, точно велиме да се дојат по 10 минути за да се стимулираат двете страни, за да надојде млеко и заради тоа да не ги оштетат брадавиците бебињата, но кога ќе надојде млекото, нели во почетокот се лачи колострумот, па тоа преодно млеко, и на третата фаза, после втората недела, веќе почнува да се лачи зрелото млеко. Кога ќе надојде млекото убаво, тогаш велиме да трае подолго подојот, практично да ја исцицува убаво едната
града бебинцето, затоа што тоа што ќе го држи сито се лачи после 10-та минута мастите, кои се вака голем извор на енергија ќе му дадат на бебето, не само да напредува во тежина, него се битни исто така за хранење на мозочето. Така да, од прилика да речиме, да трае од кај 20 на минути, некогаш може и до 40 минути активно цицање. Меѓутоа, ако бебето не е активно, ако повеќе заспива и мајката не може да го разбуди бебенцето, тогаш велиме да го прекине подојот. И ако кратко цицало бебето, тогаш ќе го стави порано да награда. Практично, колку повеќе цица, толку повеќе ќе надоаѓа млеко. Значи во почетокот првите 10 на дена до 2 недели тоа може да бара и на половина час да цица бебенцето и после со текот на времето како надоаѓа млеко, како тоа ќе се научи убаво да цица и мајката ќе го совлада нели процесот на доење, тогаш убаво ќе се нацицува и ќе се зголемува тој интервал помеѓу подоите, но секако да не биде поголем од 3 часа, значи дење и ноќе советуваме бебето да се буди на 3 часа за да цица. Исто, еве да речеме сега брзо ме праша мајка, дали ноќе, ако е заспано бебенцето, дали да го будат. Јас велам, еве максимум нека бидат 4 часа, но повеќе од тоа не. Не само заради тоа што ќе му треба храна на бебенцето, но и да не се запре тој процес на надоаѓање на млеко. Практично бебето ќе стимулира и ќе види мајката можеби понатаму ако продолжи со тој ритм дека во помала количина ќе лачи млеко. Значи за да нема застој во стимулирање на млекото, затоа убаво е и во текот на ноќта да се буди, али секако до првата недела да го будат, да се види како напредува бебенцето, па потоа како ќе им советува педијатарот, така нека продолжат. Но мислам дека и во текот на ноќта, бидејќи во млекото има мелатонин, кој е многу битен за бебето да спие мирно. Да, за мирен сон. Да, за мирен сон. Значи да се воспостави тој ритм, особено важно во првите неколку недели по раѓањето на новороденчето и се разбира сите оние совети кои што вие ги кажавте досега и ќе кажеме и уште нешто во продолжение се важни за сите мајки кои што сега се наоѓаат нели во таа ситуација. Ќе продолжиме со нашиот разговор, се разбира, по рекламите кои што следуваат во моментот, ќе позборуваме малку и доколку се појави маститот го споменавме, да, секако, да. Но и за тоа како течат вашите едукации во Аџибадем Систина и како функционира одделот во кој што вие работите и уште неколку работи кои што би требало да ги знаат сите мајки. Останете со нас на Алфа. По рекламите продолжуваме со денешната тема за разговор. Зборуваме за важноста на мајчиното млеко, односно дека всушност мајчиното млеко е незаменлива храна за вашето бебе. Тоа го знаат мајките и у нас се друго што треба да знаат, се разбира го пробуваме да го вклопиме во овој еден час, иако се разбира постојат голем број прашања, оние со кои што секојдневно се соочуваат мајките, но затоа пак постојат начини како да ги добијат вистинските одговори, совети и насоки во однос на доењето. Ние во првиот дел од емисијата зборувавме за тоа колку е важно доењето, кои се оние правилни позиции кои што мајката треба да го држи своето новороденче при доењето, меѓу другото колку време треба да траат подоите и колку време треба да имаме од еден до друг подој и сега во продолжение се разбира ќе споменеме уште неколку важни работи. Потсетувам, зборувам со Наташа Џамбазовска, која што е медицинска сестра и едукатор за доење во болницата Аџибадем Систина. Наташа, ние може во продолжение да споменеме за тоа мајките кога се прашуваат, иако нивното дете цица онолку време колку што е препорачано, се прашуваат, се разбира, дали бебето е најадено, дали е сито и всушност колку би можело да бидат сигурни дека би издржало во оној временски период кој што се препорачува до следното доење, иако рековме дека индивидуално е дека бебето може да посака да цица и веднаш по првиот половина час. Но сепак, како да знаат дека бебето е сито? Така. Обично да, ова прашање, дентак пред да си одат или денот кога си одат нормално,
прашуваат мајките, затоа што веќе дома кога ќе си одат ќе останат сами и тоа е нормално, мислам. Да знаат дали бебинцето е сито или се уште му треба повеќе млеко, бидејќи понекогаш млекото се уште не е надојдено кога треба да си одат мајките, зависно дали се породила со царски рез спонтано или е првородка или второродка. Вообичаено второродка, која тогаш побрзо би требало да надојде млекото. Обично вака кога ќе надојде млекото, но не е се уште доволно, како што им велиме на мајките, значи ќе го продолжите да го ставате често на града бебинцето, убаво да е исцица едната града, па потоа го придржувате, нели, за да уждригне, може би ќе уждригне бебинцето, може не, но тоа е многу битно, затоа што доколку влече воздуха, не уждригнува бебинцето, можат побрзо да се појават грчеви, кои се многу исто така тешки, мачни и за бебето и за семејството. Значи, секогаш си ја придржуваат главата кај вратчето, или вака го придржуваат, или го подпираат на телото, главчето на страна, за да му го посматраат. Сите бебиња веднаш не уждригнуваат, значи има бебиња што може би после второто доење ќе уждригне, но секако треба да го придржуваат бебенцето. И сега како ќе знаат, нели, дека бебето е нахрането, ние им велиме доколку има бебенцето на секои 3 часа прилика е пелената полна, измучкана, доколку после подојот градата ви е испразнета и доколку столиците постепено стануваат златно-жолти. Тоа се, да речеме, еве неколку те услови да знаете дека бебенцето му е доволно млекце. Во почетокот и понатаму, значи, потребите на бебето не се исти. Значи, во почетокот и создавањето на млекото е да речем контролирано од хормоните, меѓутоа понатаму се создава зависно од потребата, побарувачката на бебето, толку и ќе се создава млекце. Во почетокот првите неколку денови кога се лачи колострумот, практично тоа е околу до 10 мл, 6 мл вака да речем, и пошто е малечко желудничето, практично му е доволно на бебенцето. Понатаму како проаѓаат деновите, така и побарувачката се сколемува, но секогаш им велам, немојте да мерите вака често кога одиме на патронажа, некогаш може да се види вага, велам, немојте тоа да правите, затоа што различно во деновите има денови кога помалце ќе цица или во текот на ноќта повеќе од цица, во текот на денот помалце или различно деновите, немојте, затоа што ќе се фиксирате за бројките и тоа ќе ви биде после тоа мачно и тешко доколку не напредува исто во деновите бебенцето. Значи, од прилика доколку градата е испразнета, доколку мокри бебенцето, да речеме, има од околу 8, да речем, пелени мокри, и доколку станува столицата златно-жолта, тие се вака, да речем, знаците дека бебенцето добро би јадело. Првата ноќ знае да биде малце потешка кога ќе си одат дома родителите, затоа што бебето ќе плаче често, ќе бара често да биде на града, понекогаш не плаче само за млеко, него бара да го гушка мајката, бидејќи ја осеќа промената на средината и нормално родителите им прва ноќ. Во текот на денот секогаш има некој дома, нели, за поддршка, но во текот на ноќта остануваат сами и нормално дека се малце подисплашени и возбудени и вознемирени, и бебето тоа го чувствува. Па знаат често да ни се јават на телефон, плаче бебето, што му е, му велам ништо не му е, него си бара топлина, близина, гушкајте го, галете го и ќе помине и тоа, така да не се плашат. И така ден за ден, како бебето ќе цица, така ќе се нацицува, ќе надоаѓа млеко. Нема правило дека, да речем, тој ден во толку часот ќе надојди почестото ставање, ќе стимулира да надојди повеќе млеко, ќе се нацицуваат бињата ден за ден и ќе напредуваат повеќе во тежина. Имаме гледач, да видиме кој е прашањето. Добар ден.
Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Имам две прашања, доколку може да поставам. Да, се разбира. Првото прашање ми е, пред неколку дена слушнав од едукатор или мајка која сподели искуство, дека особено на почетокот треба после подој, значи следниот подој на бебето да му се понуди повторно истата града со цел стимулација на млеко, а искуството мое лично со првото детенце е дека нудат града подој. Кое е правилното доење всушност? Дали треба, особено на почетокот, една града, еден подој, да се нудат двете гради, дали следниот подој да започнува со последно истицаната града и слично? Тоа ми е првото прашање, а второто прашање ми е како да се постапува во случаите на скок во развој кога бебето одбива да цица млеко од мајката на будно. Конкретно со првото детенце има случај блоги 7-8 месеци буквално макотрпно доење, кога дори одбиваше и да пие млеко во сон, се будеше буквално и одбиваше градата. Иако се дојавме успешно, да речам, 20 месеци, некако едва беше издржлив тој период. Дали тоа беше делумно на тоа што јас го будев ноќе, несвесна јадеше, па потоа одбиваше, ако може чисто едукаторот да ми појасни каде е всушност направена грешката и на кој начин да се постапува, дали оние будења навечер за одржување на лактација, за да одржам јас многу често го будев, па после му стана едноставно одбивно да цица, па не сакаше да цица и буквално од некаде 3-тиот месец до кај 10-тиот најмалку ние се дојавме само на сон. Добро, ви благодарам за јавањето и за другото повеќе прашања во едно, така што може да ги одговорим пред. Така, значи за првото прашање, нели, дали треба да продолжи, нели, рековме доколку кога ќе надојде убаво млеко, доколку градата не е доисцицана, значи да ја исцица убаво бебинцето, од прилика негде активно цицање 20 на минути би требало да ја испразни, активно велам ако цица бебинцето, да не спие. И во тој случај го подигнуваме бебенцето, може би ќе уждригне, може не, и му ја понудуваме другата града. Но секако прво да ја испразни едната града, да уждригне или да го причекаме и да му ја понудиме другата града. И може би ќе цица само 5 минути на втората града, веројатно уште толку му требало на бебенцето. И доколку не сака повеќе, значи го легнуваме. Наследниот подој продолжува со таа града каде што таму каде што застанале. Да. Значи секако убаво да ја исцица, велам во почетокот е друг ритмот, но кога ќе надојде млекото, треба убаво да ја испразни, практично да не се залажува бебето, во првите 10 минути е друг составот, меѓутоа после тоа се лачат мастите, тие што ќе го држат сито бебето подолго време. Да. Што значи дека прво треба до крај едната града, па потоа и другата. Да. Тука да кажам исто, бидејќи исто ме прашуваат мајките, исто имавме таков случај, дека негде слушнале дека треба да се доизмолзуваат. Ние велиме дека нема потреба да се доизмолзуваат, затоа што се создава млеко онолку колку што му е потребно на млекото. Тоа е исто така до измолзување, после тоа може да биде услов за да се појави мастит. И тоа е како зачаран круг. Значи таму тогаш кога завршила мајката да се измолзува, повторно треба бебенцето да јаде. А секако треба да има период кога мајката треба да одмара, да пие течности, да има сон, за да се наполнат убаво градите. Значи да не се измолзуваат мајките, значи измолзување преферираме само во случаеви кога градата е тврда, напната, значи не полна, има разлика меѓу полна и напната града. Само во тие случаи обично тоа се неколку дена кога нагло надоаѓа млеко и бебето ако е поспано, да речем денот кога поизразена е жолтицата кај некои деца, физиолошката жолтица, и во тој случај е напната градата и за да не дојде до запушување на каналите, тогаш преферираме да се измолзува, но не секако после подојот да се доизмолзува мајката, него бебето да си цица. Има разлика меѓу полна и меѓу напната и цврста града. Се за второто прашање беше, да.
Па добро за ноќното доење, значи да не го буди често бебенцето, веќе во понатаму зависи во кој период, нели, рековме на почетокот, да, меѓутоа на 3 часа или ако сака порано бебенцето, тогаш да му се даде. Не верувам дека будењето го предизвикало, можеби зависи од количината на млекото, тоа треба да се провери. Кај мајката можеби тоа му стварало нервоза на бебенцето, значи дали му е доволно млеко или не, околу тоа повеќе да размисли, а не да се види што е работата, да се консултира со педијатар, а не дека будењето му ствара одбивност на бебенцето. Можеби количината на бебето не му е доволна, па затоа се буди. Затоа велам да цица убаво на едната града, да се нацица бебенцето, да не се менуваат. Мислам да се провери да не ги менува често мајката градите или ние во почетокот велиме почесто да цица, но после кога ќе надојде, пак од прилика ќе се направи ритам на 3 часа бебенцето да цица. И имаше, ми се чини, уште едно прашање, тоа беше што кога бебето одбива да цица? Така. Мислите за почетокот или... Во почетокот, да, па веројатно во прилагодувањето во самиот почеток, но така предпоставувам дека така во тој контекст беше и прашањето. Па не, има бебенца во почетокот што веднаш нема да ја прифатат градата, но ние сме упорни. Да, зборувавме за упорност, за тоа колку треба обиди да има и трпение една мајка за да може да... Значи, во тие случаеви, да речем, да не се чека бебето многу да заплаче, па да се стави на града некогаш која е многу вознемирено, па неки да ја прифати градата, па јас често вака им викам на мајките да си го земат бебенцето малце, да го смират и го слушнат срцето, да ја почувствува, затоа што бебето ја препознава мајката веднаш по топлината на гласот и по мирисот на телото, прво малце да се смири бебенцето и потоа повторно да се проба на града или малце можеби да му се додаде, ако се уште не е дојдено млекцето, малце, зашто ако е многу гладничко ќе биде вознемирено и нема да сака да ја фати, па малце му додаваме 5 милилитри, да речеме, адаптирано млеко, за да го подлажуваме, за да ја фати градата и да се воспостави контакт. Пак ќе речем многу смиреност, да не се вознемируваат мајките постепено, значи да не мислат сега утре мора да почне детево да цица, значи постепено, полека, смирени ќе се воспостави тој контакт, оти не постои немлечна града, значи некоја, значи може само во количината да разликуваме. Многу се ретки мајките што немаат воопшто млеко. Доколку се воспостави побрзо во првиот час на раѓањето тој контакт, тогаш и побрзо ќе надојде млеко. Да. Што значи без притисок и тензија и рековме смиреност и трпение. И сега во однос на квалитетот на млекото, и вие споменавте во почетокот, во текот на разговорот, дека нема неквалитетно мајчино млеко, но дека е особено важно при доењето мајката да внимава што и како конзумира во текот на денот, кога станува збор за исхраната и за течностите, во смисла на тоа да ги прими сите оние важни состојки преку исхраната, кои што се исто така важни да ги прими и новороденчето преку мајчиното млеко. Што и како треба да сочинува една исхрана на мајка која дои? Така. Значи, има неколку продукти што треба во помали количини да ги конзумира, но не значи дека воопшто не треба да ги конзумира. Првенствено треба мајката да прима течности, дали било вода или чаеви, на пазарот сега има многу чаеви за доилки. И тие во нивниот состав имаат состојки што делуваат смирувачки за мајката и практично ќе кажат, еве го пијам чајот и ми надојде млеко. Значи можат да си ги конзумираат после подојот една чаша или пред подојот да си пијат чаеви, вода, сега е веќе и топло времето и секако треба да пиеме повеќе течности. Да внесуваат 3 оброци, значи пак ќе кажам да има во исхраната месо, јајца, значи протеинска исхрана, не да биде обилна, но да има такви состојки, да внесуваат овошје и зеленчук, но првенствено им викам на сабајле кога ќе станете, прво треба да јадете убаво, па тек после да почнете со процесот на доење, а не до 12 мајката да биде гладна. Да. Значи тоа за другите продукти во помали количини, да речем да пијат кафе и газирано
не воопшто се, на пример, ако е жедна и сака да се напие една кока-кола, може. Секако, или кафиња до 2 во текот на денот, да не биде многу во количина, или продукти што стварат грчеви како грав, грашок. Некогаш кога ќе се измешаат цитрусни овошја, знаат и тие кај некои да направат грчеви. Значи тие продукти да ги избегнуваат, но не воопшто да не ги внесуваат. И одморот е многу битен. Бебе спие, мајка спие. Да. Тоа е битно за да има повеќе млеко. Пак ќе речем во количина, не во квалитет. Да, но и кога мајката е уморна или не наспана, автоматски се создава и нервоза и сето тоа, како што рековте вие, се е еден круг. Зачаран круг, да. Така е, да. Имаме уште 5 минути до крајот на денешното издание и уште неколку работи кои што треба да ги споменеме. Да кажеме за ни останува уште околу маститот, доколку се појави мастит, што и како е потребно да прават мајките, и за ајде ќе го споиме ова во едно, за да добиеме во време, за важноста и оно што е клучно во денешната тема, важноста за тоа колку новороденчето треба да се дои со мајчино млеко. Важноста на мајчиното млеко кое што би требало да го добива новороденчето. Так. Добро за маститот, да, точно веднаш кога ќе се породат и знаат одма да кажат мајките, дајте ми пумпа, ми е страв да не дојде до мастит. Значи, едната причина што кажав, нели, да не се доизмолзуваат, е сега негде околу третиот ден, да речем, од прилика, почнува да надоаѓа многу млеко и во тој период детето е попоспано, ако има физиолошка жолтица, и надоаѓа нагло млекото и почнуваат да се напнуваат, да се стврднуваат, посебно од страната млечните жлезди. Меѓутоа, меѓу напната и града, полна со млеко, да, и да речем напната и полна има разлика. Ако е градата напната, запушени се каналите, во тој случај ние велиме прво да пробаат со топли облоги да се стават, за да се расшират жлездите малце од топлината. После тоа треба малце да се измасира, блага масажа, да не биде јака, затоа што се осетливи дојките, практично како да разбиваат топчиња, и постепено или рачно да се подизмолзи, да се стават, да речем, прстите, горниот прст на горниот дел од ареолата и под долниот дел, и постепено под притисок да се подизвлекува. Сега, може би наеднаш нема да се ослободат каналите, треба време, па доколку се случи во болница, тоа ние го контролираме, па им ставаме почесто, така да речем, облоги, ги масираме постепено, или рачно, или бебето ако цица ќе го ставаме почесто да цица, затоа што тоа најубаво може да извлече градата, а доколку е поспано, тогаш во тој случај даваме пумпа малце да се ослободат градите. И советуваме и дома, значи може да се случи некогаш и на 5-6 месеци да дојде до зацврстување на жлездите или до, да не речем, класичен мастит. Може да се случи ако еден ден цел не му дала мајката да цица на таа града, имавме и таков случај. Викаме, болеше многу брадавицата, викам, добро, да сте се измолцеле, значи не мора, ако ве болело, да ја го ставите детенцето, меѓутоа рачно, или, например, ќе отидат негде мајките и ќе се закаснат заради одредена причина, или ќе почнат порано на работа, тогаш им советувам, доколку ја сеќате цврста, полна, градава, напната, тогаш влезете негде и рачно измолзете се да се ослободат каналите и млеко повторно ќе се направи, за да не дојде до по-напреден процес, да речем. В случај градата е црвена, тврда, може температура, треска да качи мајката, некои знаци како да има грип, да речем, или вирус, такви некои класични знаци, симптоми да има. Значи, доколку е напната градата, само во тој случај да се измолзува, но секако да не купуваат веднаш пумпа, него почесто ќе го ставаат бебенцето да цица, и доколку е поспано не може да го разбудат, тогаш во тој случај советуваме измолзување. И сега за важноста, да. Значи, нели кажавме, за многу е битно не само заради развојот на бебенцето и заради имунолошкиот систем, подобар имунолошки систем на бебенцето,
повеќе е заштитено од респираторни инфекции, од алергии, има природен пробиотик во составот на бебенцето, во составот на млекото. Битно е заради тој психолошки момент, велат дека статистикава вели дека бебињата што се дојат се по интелигентни, посамоуверени, посреќни, затоа што топлината што му ја дава мајката со допирот и тој контакт кожа на кожа незаменлив е и влијае многу во оформувањето на карактерот на едно бебенце за понатаму како ќе течи неговиот живот. Така вели статистиката. Сега исто така е од голема важност и за мајките, затоа што ќе приметат додека ги дојат бебенцата во почетокот, дека осеќаат како контракции во матката, тоа значи дека се враќа во првобитната положба. Помалце ќе крварат, побрзо ќе се опорават од самиот пороѓај и велат дека жените што дојат помалце заболуваат од малигни заболувања на дојките и исто така да спомниме дека во многу мали случаеви контраиндицирано е доењето, да речеме доколку мајката прима некоја терапија, хемотерапија или да речеме е ХИВ позитивна, во тие случаеви дури има лекови мајката што ги прима одредени, каде што може да мал е бројот на лекови каде што е контраиндицирано да се дои. Некогаш прашуваат болна сум, дали да го дојам детенцето, значи само доколку е настината, маска да стави, да мие често раце и слободно да си го дои бебето, така и ќе го заштити бебенцето од и тоа да се разболи. Сега уште уште нешто, сакав да кажам, нашата болница Баѓам Систина спаѓа во редот на болници каде што преферираат бебињата да бидат 24 часа со мајките, практично секогаш кога ќе посака бебенцето да биде ставено на града. Нашиот оддел неонатологија, освен што се грижиме за мајките додека се тука во болница, им помагаме околу самиот процес на доење. Исто така имаме и патронажна служба, да речем бебињата што живеат во Скопје, 48 часа од кога ќе напуштат болницата, тогаш се јавуваме ние сестрите и одиме да ги видиме како се снаоѓаат дома, некогаш им помагаме околу негата, околу самиот процес на доење и исто така доколку негде навистина има потешкоти, секогаш сме им во достапни, можат да ни се јават на телефон, да се консултираат со нас. Сакаме да направиме се за да се продолжи, да има континуитет во доењето, да не се откажуваат мајките во самиот процес на доење. Исто така и нашата неонатална интензивна нега спаѓа, да не речам, една од најдобро опремените во државава и малци и пошироко. И работат доста искусни сестри на двата оддели, долго време што работеле со бебиња и доктори и во нашата неонатална интензивна нега да спомнам дека мајките можат, родителите да доаѓаат да си ги гледаат бебињата 2 пати во денот, а можат да се измолзуваат колку што ќе сакаат они, бидејќи тие бебиња се во инкубатори, веднаш не можат да цицат или се на машина, зависно од состојбата, но мајките секако можат да се измолзуваат, за да го, во тој случај исто преферирам измолзување, само да се почне да се лачи млеко, тоа млеко ние си го складираме, кога ќе постои, нели, прво се почнува со хранење со сонда и потоа со шишенце и неколку денови пред да си одат ги обучуваме како прво го ставаме на града, кога ќе почне да се вади од инкубатор и после тоа се едуцираат понатаму како да тече хранењето на
бебинцето. Да. Наташа, ви благодарам за вашето денешно гостување. Благодарам и на вас. Го продолживме време трењето на емисијата, се со цел нели да имаме една целина на денешниот разговор и да оние мајки кои што не гледаат да ги добијат вистинските совети кои што беа многобројни во изминатиот еден час. Благодарам за вашето време и јас верувам и не се сомневам дека ќе имаме следна средба со оглед на тоа што имате и постојани едукации и да добиеме уште повеќе информации во овој дел. Поздрав до вас и благодарам за вниманието. Благодарам и на вас.